Не ги паметиме деновите, но ги паметиме миговите. Фудбалската федерација на Македонија ни приреди прекрасни мигови за паметење. Денес ќе говориме токму за тие мигови. Останете со нас. Денес ќе имам честа да говорам со човекот кој што случајно или намерно ја донесе Македонската федерација во златното време на фудбалот, можам да кажам, затоа што се пласиравме на европско и додовме на бараж за светско, каде што за жал не се пласиравме, но има дана за мегдана, што би рекле нашите соседи, има време за борба. Господине Муамед, како сте ми? Фала на прашање. Супер. Баш ми е мило. Кога ќе имаш толку успеси. Па да, нели? Баш само ќе ве коригирам тука нешто. Да? Кога кажав се човекот што го донесе во бараж фудбалската федерација или фудбалската репрезентација. Значи, никогаш не кажувам дека човекот го донесе тимот. Да, дефинитивно. Да. Луѓето ја донеса. Да ве коригирам, значи комплетниот тим кој што ние работиме тука заедно веќе неколку години, да се спремаме, значи успесите не се случајни. Кога долги години работиш во една екипа, веќе знаеш секој како се движи, кој му се потезите или менталитетот на секој поединец. Некако сте ја нашле тајната за успех и затоа викам дека под ваше раководство се случи тоа што се случи и навистина ми е мило што ете така, тоа беше една голема возбуда за сите ние бевме дома со диазепамите во раце и чекавме и навивавме и се радувавме. Па и плачевме на крај. На трибуните исто диазепами немате во моментот. Можам да замислам. Во старт ќе ве прашам што за вас представува поимот джентлмен? Пред малце го кажав. Ајде уште еднаш ако може. Да не се преценуваш самиот. Значи, ако секој успех го имаш, треба да го кажеш реалноста како е. Така. Значи, успехот на секој еден индивид не е поединечен. Посебно во фудбалот. Значи, за тимска игра. Затоа го пред малце го кажав. Меѓутоа, по мене, ја мислам дека за еден джентлмен да биде прав као личност, треба пред све да се радува на успесите на своите пријатели, на своето семејство, на сите кои што го окружуваат пред све, па и на тие што не ги познаваат. Тогаш се покажуваш како голем човек и како добар джентлмен, значи не си затворен во себе, што пообично да се однесуваш со луѓето, што поскромно, значи луѓето тоа знаат да го ценат. Не само во околинава, меѓутоа и тука кај што работиш. Значи не е поентава да го цениш тој што има некоја функција, позиција. Јас гледам тука во мојата работа кај што јас работам. Значи јас влегувам во ова зграда без да му кажам здраво на портирот, јас не се качувам по скалите горе. Значи првото е тие што се најниско да ги почитуваш, па после тоа доаѓаат скала по скала. Убаво гледиште кога сите ви гледале вака, кај ви ни бил крајот навистина. Но затоа сме еве тука ние да делиме совети на тие што сакаат да слушнат. Кога сме кај джентлменството во животот, што мислите дали во спортот постои джентлменство кај нас? Секако дека да. Значи ние во спортот во секој надпревар, значи секогаш не можеш да победуваш. Доаѓа моменти и кај што имаш падови, кај што некоја утакмица треба да ја губиш. Правиот джентлмен во тој момент му честита на противникот. Му кажува честито, успех и понатак. Тоа јас го добив исто од италијанци, тие се познати по джентлменство. Да. Значи не само што ми честита тука председателот на Фудбалска федерација на Италија, но и тој пушти официјално писмо до Фудбалска федерација. Значи тоа е големо джентлменство. Не да го признаш и поразот, но и тоа да честиташ за успехот што го направи противникот. Во ФФМ, освен мојот драг пријател Злате, што е джентлмен, дали постојат и други джентлмени од играчите и можеби од управата? Па, верувајте ми дека во ФФМ и јас не познавам спортист кој што не е джентлмен. Така. Значи сите спортисти, пред све затоа што предизвикот е кај нив секогаш да кажат, да покажат джентлменството. На крај на секоја утакмица секој фудбалер му честита без разлика дали победи или изгуби. Па, да, логично би било да е така. Вас јавноста ве знае како председател на ФФМ, но кога би можеле, знам дека луѓето не сакаат да зборуваат сами за себе, но кога би можеле вие да се опишете сам себе си, што би рекле за вас?
Јас сум обичен човек како сите други луѓе во земјината топка. Значи функционирам, не сакам никогаш да се преценувам, затоа што во момент кога човек се преценува, тоа значи паѓа. По мене секогаш е било тоа логика. Секогаш што поскромно се однесуваш со луѓето, што поблиску си до нив, што пореален си до нив, што пореално ги гледаш работиве, тоа е подобро. Едноставно, јас сум фамилиарен човек, имам жена, имам 4 деца, имам 3 внуци, сум и дедо. Ме исполнуваат сите тие работи кога ги гледам тие среќни. Така да на пократко го опишувам моето семејство. За жал, имав многу добар татко, мајка, кој што ми почина мајка ми пред 1 година, татко ми пред 8 години, кој што беше долгогодишен спортски работник. Меѓутоа животот е тој, ние треба да гледаме напред. Да, на крајот на краиштата секогаш е важно да се биде човек и кога одиме нагоре да не забораваме што ги среќаваме луѓето, затоа што истите ќе ги сретнеме и кога ќе се дојде надолу. Затоа е многу важно што кажувате вие да се биде обичен човек пред се со другите луѓе. Кога станува збор повторно за Фудбалската федерација на Македонија, вие дојдовте на функција, па можам да кажам во еден турбулентен период. Нема кога не било турбулентно кај нас тука, но како вие се сносевте со сите тие предизвици? Како успеавте да го воспоставите тој ред? Со муавет или со казни? Никогаш не сум казнил никого во животот. Ден денеска јас сум на чело на Фудбалска федерација веќе одам на 4-та година. До сега ниеден вработен немам казнето, секогаш тоа го воспоставувам на маса, секој проблем го решавам, дали било тоа со вработените, дали било некој неспоразум, да речеме, и пошто не имаме и дебати и во управен одбор, и тоа секогаш сме и најдуваме на заеднички јазик на крајот. Значи, кога се зборува за општото добро, за доброто на куќава, значи секој суетиви ги оставаме настрана. Така да, турбулентно да, функцијава претседател на Фудбалска федерација е интересна функција, значи, посакувана од многу личности, така да тоа е и очекувано едноставно, значи кога знаеш дека што носи функцијава, кога знаеш дека кои се предизвиците пред тебе, и тоа има и голема одговорност. Така да мене не ме чуди притисоци, така речено, ако веќе мислите на некои острана притисоци, секогаш имало и ќе има. И тоа јас гледам што по професионално да ја терам работа, лично сам, па и околу мене луѓето кои што се. Имате една интересна изјава која што гласи, ќе парафразирам, не цитирам, отприлика, јас не сум го дал името на ФФМ, па јас да го менувам. И ФФМ остана единствена со старото име, да кажем, на нашата држава, Македонија. Што беше тогаш притисокот што вие сигурно го добивте и од политички партии, од власти, и од опозиција и така натаму? Издржавте ли машки и джентлменски? Да би рекол јас дека издржав машки, никогаш изјавите што ги давам, не ги давам за да направат некој бум или пак да добијам поени. Јас и ден денеска истото го мислам. Не само тоа што го кажав, и денеска го мислам истото. Значи, јас на оваа куќа, на оваа институција не го дадов името. Секако дека јас не можам да го земам името. Се знае редоследот како оди промена на едно име. Значи, собранието на Фудбалска федерација му дава името. Кога би дошло да дојде до таков момент, пак треба да одлучува собранието, а не Муамед Ситини. Да. Значи, не можеш нешто да одземеш ако не си дал. Јас не сум го дал тоа и никогаш нема да го направам тоа. Вистинска джентлменска изјава. Наистина ми е мило што слушам ова. Сега ќе да прашам нешто по-интимно во смисла која од победите што ги имала Македонската федерација, Македонската фудбалска федерација би била најслатка? Има доста такви моменти кои што те терат на момент дали да се радуваш, дали да плачеш, дали не знаеш што да правиш, затоа што измешани емоции. Емоциите стварно се измешани. Значи ние имаме еден период на само да кажам успеси и сега претходно сме знаеле добро, не сакам никога да укривувам, тоа е тоа, значи затоа кажувам дека не можеш секогаш да победуваш, но и тоа би одвоил неколку такви моменти кои што биле стварно радосни за мене. Имало моменти кога стварно треба да се радуваш и се радуваш во себе, но и тоа знаеш дека цела јавност нешто очекува друго.
ќе издвојам утакмицава со Косово. Не само тоа, не беше само лично за мене, како претседател, пошто јас сум албанец. Меѓутоа и за фудбалерите албанци кои што беа на терен, како тие се осеќаат таа утакмица. Како тие ја играат таа утакмица, како тие очекува ако случајно се направи некоја грешка, ако случајно не беше тоа што на крајот тој исход што излезе на крајот, што би се случувало. Имат и други моменти, зашто сега таа утакмица со Грузија што ја победивме таму, што не носеше на европско првенство, и тоа утакмица со Германија кој што ја победивме, да победиш една голема Германија, па сега последното со Италија, да, тоа сега да прашам, какви беа тие последни минути, што се случуваше таму? Верувајте ми дека и таа со Грузија што игравме таму и ова со Италија, можам да кажам дека тука бе слични, само ова со Италија бе стварно емоциите бе верувајте не можам да ги опишам. Да. Таа радост, да опишам тоа чувство кое што во моментов ние го имаме. 92 минута да даеш гол и знаеш дека тешко може противникот да ти даде, знаеш дека одиш на едно големо финале, да играш после. Во тој момент не ти доаѓа на памет дека ти играш после тоа со Португалија, само се радуваш на тоа што веќе во моментот го гледаш, меѓутоа тие се моменти стварно за еден спортист, за секој што се бави со таа професија, се стварно добри моменти. Да, и за тоа бе и моменти за еден секој македонец беше тоа. А пред све, кога знаевме дека пошто свести бевме дека после победата со Грузија што како се однесуваат граѓаните во нашата држава. Значи излегува сите по улици. Да. Свесто дека истото ќе се случи пак. Знаеме дека секој граѓанин го допираш. Затоа што пред стварно моменти она што зборувавме пред да што ја се памете тука близко и очекуваш исходот на утакмица. А она што не можеме да го видиме по медиумите, каква беше еуфоријата во соблекувалните кај фудбалерите после тој гол паднат со Италија? Што се случуваше позади? Мислам, можам да претпоставам. Тоа се беше на терен. Не можеш да го видиш во соблекувалните. Значи ја гледаш радоста пред се и на терен, самите играчи како се радуваат, цел стручен штаб како се радува. Значи тие се стварно добри емотивни моменти и за играчот, и за тренерот, и за сите кои што се околу, и за тој што е економот. Значи нема тука двојба да кажеме кој што е во тој момент, кој играл и кој не играл во тој момент. Значи сите се радуваат, сите се среќни, сите се весели. Така да. А имате ли вие некој миленик од фудбалерите на македонската репрезентација? За мене се сите мои миленици. Јас стално се го кажувам. Значи јас никогаш не обојувам фудбалер. Дали овој подобар или тој положен. Ние играме тимска екипа. Значи сите фудбалери ми се омилени. Значи јас ги ценам сите фудбалери, ги сакам како мои деца. Можам слободно да кажам затоа што тука има деца фудбалери кои што се 20 години, а кога веќе мојата ќерка има 30 години, значи сите може да бидат мои деца. За господинот Муамед Сејдини, кои се вистинските вредности во животот? Вредности, јас мислам дека пред све треба секој човек да знае од кај што доаѓа, да оцени тоа од кај што доаѓа. Фамилијата пред све да му биде комплетна, здрава фамилија. Ако немаш една здрава фамилија, ако немаш здрава сопруга, ако немаш здрави деца, значи џабе ти е све да имаш во животот. Можеш пари да луѓето да се заработуваат и да се гуваат, меѓутоа вредностите од фамилијава никогаш не може да ги вратиш со тоа. Значи, пред све мислам фамилијата да имаш една здрава фамилија. Што е нешто како нација ние треба да го научиме од ова што сега се случуваше се со нашите фудбалери? Што мислите? Мислам дека тимската работа, и тврдам, мене ми е многу жал, значи многу суетите постојат не само во Македонија, него во Балканот воопште, да се остават настрана. И тимски се работи. Ако се работи тимски, верувајте дека успехот е тука. Ова можам да го кажувам вака од се срце. Значи тимската работа е најдобрата работа. Кога се почитувате еден со друг и да не кажуваш стално. По мене никогаш не се поставувам и кога патуваме и кога сум тука во федерација. Јас сум првиот, а вие доаѓате со мене. Не, вие доаѓате со мене. Заедно да одиме напред. А не јас сум тој првиот. Ако кажуваш јас сум тој првиот, тоа е автоматски се изгубил се. Тука позади мене можам да видам една награда која што ја добивте на манифестацијата Маж на годината за придонес во спортот. Што наградите представуваат во животот на еден успешен човек? Што мислите? Видите, тоа е една скромна декорација, како да кажам. Меѓутоа тоа многу значи не само за мене, него за сите тие кои што добиваат вакви, тие се ситни работи, меѓутоа те исполнуваат. Значи, она што го кажа пред малце,
без разлика дека некој те критикува, некој зборува лошо за те, на крајот на денот јавноста знае да цени дали си успешен или не си успешен, дали работиш правилно или не работиш правилно. Значи тоа е неминовно кој секој човек. Можеби јас мислам за некој било што не, меѓутоа внатрешно знам дека човекот е во право. Да. Без разлика во моментот, меѓутоа стално кажувам, тие моменти треба. И другата работа што е во пред малце сакам да се надоврзам околу сите не само мене, него и на фудбалерот кога му давате некој пехар. Значи што игра фудбалерот на крајот? Игра за да добие еден пехар. Значи тоа е сатисфакција за секој еден. Има некои што наградите ги доживуваат како перија да се китат со нив во смисла најдобар сум, пријатно, а има некои што ги гледаат како многу ми е мило што го препознаа мојот труд, ова е само прилика и награда за јас да продолжам понатаму. Предпоставам дека вие се сложувате со второ од досега кажаното. Видите, секој нешто има, се кажува дека е мотив плюс за војни. Да. Нормално е тоа, дека ти дава мотив плюс за понатака, меѓутоа оние што би рекол перјата, ја би рекол малку да се спуштат перјата, затоа што кога ги креваш перјата се знае дека леташ со мозокот, а не си тука, не си истиот, не можеш да видиш истиот. Понапред исто кажувам, значи треба да знаеш кај дојде. Да, и да си човечен. Видете, има една изрека која што кажува човекот што заборавил од каде дошол, тој никогаш немал ни дом. Многу луѓе забораваат од каде дошле дефинитивно, но еве, тука сме ние за да ги потсетиме. Неодамна се објави една интересна информација, малце ја пробуди страста кај јавноста за новиот стадион што треба да се отвора во аеродром. Ако може малку околу тоа. Да се отвара или да се направи? Прво да се направи па да се отвори, нели? Значи ние во неколку наврати имавме состанок со градоначалникот на општина Аеродром господин Коцунски. Желбата е заедничка, не само моја и на градоначалникот, но и на владава на државата. Така да последниот состанок кога бевме во Доха, имав состанок и со господинот Чеперин, председател на УЕФА, кај што му ги кажав сите наши планови како фудбалска федерација, како заеднички планови на државата, дека ние имаме потреба уште за еден стадион кој што би бил со помал капацитет него што е градски стадион, стадионот Тодор Проески, стадион кој што ќе има 12.000 гледачи. Мислам дека стадионот кој што ние во моментот играме на Правари, за сите на Правари е преголем. Значи, самите играчи кога гледаат дека стадионот не е напомет, а за да напомнеш 33.000 стану треба да играш со некој но подобра екипа, да. А ние знаеме тоа да го разликуваме. Дали ако играме со Италија ќе имаме 30.000, ако играме со Лихтенштајн ќе имаме 10-15.000, а во 10-15.000 кога влегуваш во тој стадион, стадионот се гледа како празен. А има ли некои идни планови ФФМ што би сакале да ги споделите? Ова е најголемиот проект ние кој што го мислиме во моментот, значи тука би влегле и Етрик Шескава, кој што финансите кој што би дошло Етрик Шеска и финансиото УЕФА кој што би надокнадил за да се докомплетира тој стадион. Нормално нема да останеме ние само со тоа, така речено народски ќе чекаме и по другите места, но и тоа не така обилно, кој што има Очаир, Охрид, Штип, Кавадарци, Прилеп и другите места кои што даваме, кои што има поголеми проекти. И уште за крај ќе ве прашам кога е следната утакмица на нашата репрезентација? Играме со Бугарија на 2 јуни. Така да до 2 јуни ние ќе собереме сили да се вратиме од Бугарија. Како победници, дефинитивно ние сите ќе навиваме. Ќе ви посакам тоа што го правите да продолжите да го правите, успешниот рецепт да го имплементирате и понатаму за успесите на нашата репрезентација да станат уште поголеми. Ви благодарам. Благодарам јас. Утринска гимнастика, џогинг, возење велосипед, одење во теретана пред или по работа, пливање за релаксација, играње фудбал или кошарка со другарите за одмор по напорниот ден. За некои луѓе спортот представува најважна работа во нивниот живот и буквално не би можеле да го замислат животот без спортски активности.
Тој има повеќе предности, но пред се би издвоиле дека спортот ни влијае позитивно на здравието. Оно што е општо познато е дека спортската индустрија од ден во ден се повеќе расте. Се појавуваат нови спортови, а оние кои веќе ги знаат константно го доживуваат својот подем. Глобалната спортска индустрија расте побрзо отколку што расте глобалниот бруто домашен производ и таа ги надминува сите претпоставки. Иако податоците секојдневно се менуваат и медиумите немаат прецизна бројка, последните информации говорат дека спортската индустрија тежи дури 600 милиарди долари. Секој спортски настан е нова можност за маркетинг на гигантските компании. Главни теми за реклами на овогодинешното надпреварување беа криптовалутите и електричните автомобили, а цените достигнуваат по неверојатни 6 милиони долари за емитување на реклама од само 30 секунди, во кои честопати се појавуваат најголемите американски звезди. Кој е најпрофитабилен спорт? На ова прашање тешко е да се даде прецизен одговор, бидејќи постојат многу исклучоци, индивидуални спортисти, но генерално американската NBA лига е убедливо на врвот. Понатаму како најплатени спортови следуваат бейсболот, американскиот фудбал, хокејот, а од фудбалските лиги по финансии убедливо се издвојува англиската премиер лига. Некои спортисти заработуваат на вистина неверојатни суми, па така за 2021 година 10 најплатени спортисти биле кошаркарите Кевин Дюрант и Леброн Джеймс, играчите на американскиот фудбал Том Бреди и Дек Прескот, тенисерот Роджер Федерер, возачот на Формула 1 Луис Хамилтон, фудбалерите Кристијано Роналдо, Лионел Меси и Неймар, а убедливо на првото место е ирскиот борец Конор Мегрегор, чии заработки за само една година достигнале неверојатни 180 милиони долари. На листата на најбогати спортисти на сите времиња се истакнуваат светски гиганти, вистински легенди како Шекил Онил, Коби Брајант, Дейвид Бекам, Михаел Шумахер, Тајгер Вудс, а најплатен спортист на сите времиња според статистиките е Мајкл Џордан. Има многу интересни податоци кога е во прашање за работката преку спортот. Како пример, би можеле да го издвоиме трансферот на Кристијано Роналдо од Реал Мадрид во Јувентус, кога италијанскиот тим за само една година успел да заработи 515 милиони долари од продажба на дресови, а тоа било 10 пати повеќе од приходите на клубот од продажба на влезници за целата сезона. Не заборавајте, вистинскиот маж секогаш ќе го запамти роденденот на својата жена, но никогаш годините. Учете од најголемите, учете од джентлмените. А денес имам прилика да говорам со една дама која што ми е посебно драга и како пријателка и како соговорник, а тоа е Маја. Добар ден. Добар ден, Жаре, ти благодарам за прекрасната најава. Како сум одлично. Убав амбиент, убаво време. Малку ладничко може би, ама? Па не, по најава е летото. Да. По најава е летото. Вака ќе продолжам со најавата, значи жена предприемач, мајка, моја колешка како ТВ водителка. Како успеваш да се снајдеш во овие улоги и кој од овие три ти е омилена? Интересно. Како успевам? Знаеш, тоа е исто како да го прашаш танчерот, дали како знае да танцува и како танцува, затоа што танчерот и танцот се исто. Така и јас. Знаеш, кога си во склад со работите кои што ги правиш, кога си се идентификувал со улогите, кога знаеш дека тоа го правиш со цела своја страст, љубов, тогаш нема снаоѓање, тогаш само танцуваш. Дефинитивно. Како и секој танчер, така и јас на крајот на денот би сакала да добијам некоја заслуга и аплауз. И на крајот на денот тоа ми е насмевката на моите деца, пријатната поддршка од пријателите, понекој топол збор од сопругот, така да танцот, се е во танцот. Баш ми е мило, добро срочено. Кажи ми, кога сме на тема успешни мажи и жени, Балкан и така натаму, дали сметаш дека тука на овие подрачја мажите се плашат од успешни жени? Малку е тоа да се каже тешко се плашат, затоа што тоа е голем збор. Може би се само малку резервирани, заради тоа што се уште жените некако посуптилно влегуваат на таа сцена, но не верувам дека се плашат. Од моје лично искуство не се плашат. Напротив, мислам дека не го гледаат така како пречка, туку го гледаат како можност за поуспешна соработка, за
развивање на други настапи, затоа што сепак жените поседуваат нешто што е малку недостаток кај мажите, тоа се оние меки вештини, она поразвиена емоционална интелигенција и тоа во бизнис круговите питате како е баш добре дојдено, затоа што прави едно цело. Така да не верувам дека се плашат, можеби се само малку резервирани. Кога би ставиле на вага, значи ете тоа балканското што го има еден мачо мен, што така е доживеено кај нас, а не е вистинската смисла на мачо мен, а од друга страна еве ние говориме за едни џентлмени. Што сметаш, што е позастапено тука кај нас? Кај нас е позастапено импровизација. Добре. Дипломатски одговор, да, добре. Импровизација, знаеш како, ги има и едните и другите, но окей се и едните и другите доколку се уникатни, автентични. Знаеш, онака, убаво е да се види некој алфа мажјак, мачо мен, но секако дека и супер е да се види џентлмен, но тоа да биде автентично, да биде издржано, да биде баш онака вистински испрезентирано, да не биде импровизација денеска сме една, утре сме друго. Да. А што за тебе представува поимот џентлмен? Како го доживуваш? Поимот џентлмен го доживувам така филмски, како од старите класици. Не, поимот џентлмен е се присутен веќе, знаеш, онака во машките магазини, во ТВ шоу, во телевизиските емисии, во филмовите. Што е за мене џентлмен? Значи, џентлмен е многу комплексна работа за мене. Значи, тоа е еден маж што првен се идентификувал како џентлмен и сака да биде џентлмен и тоа го прави во склад со себе си, со сите своји вредности и е доследен на тоа што го прави. Значи, првен зборуваме за нешто што го развива духовно, ги развива вистинските вредности. Сепак мислам дека се создава. Некој пат е и пренесен од гените на некои предци, но еве кај нас мислам дека се создаваат. Знаеш, и џентлмените што се луѓе кои што ќе воочиш дека се џентлмени, но никој пат нема да кажат дека се џентлмени. Да ти кажам, среќна сум што ги забележувам, што во потесна и поширока околина се почесто, не само заради тоа што им изгледаат совршено надворешни, стилски и естетски постредани, туку заради тоа што некако враќаат на цена некоја нова вредност, знаеш, да се биде лојален, да се биде искрен, да се биде храбар, да се биде баш онака со развиена машка енергија и заштитнички поставен во однос на жената, со баш сите манири и доблести. Седо дека има вакви дами ќе постојат џентлмени, да наздравиме во твое име. Благодарам. Во сите овие зборови што ги кажа, што навистина се со голема тежина, спомна еден збор што мене ми е лично умилен, тоа е љубов. Да. Како ја доживуваш љубовта? Колку сметаш дека таа е клучна за среќата на еден човек? Љубовта е најголемата енергија која што не движи. Ние без љубов не би биле тоа што сме. Тогаш не би биле ни човечки битија. Нема нешто што тоа ти е исто како за џентлменот. Може да се стилизира, може да стане, да добие некоја репутација или позиција во општеството, но доколку внатре во себе ја нема таа склад, тој мир, таа љубов и да го прави тоа и секој човек да биде исполнет на крајот на денот од љубов, тогаш се е тоа технички, некако инженерски, некако наликува на роботика. Значи, љубовта е тоа што не движи, тоа што не инспирира, тоа што не мотивира и само мотивира и што мотивира останати луѓе. Така да, јас како само мотивирачки човек, кој што секој пат трпам одново и одново мотивација од себе, секој пат првата искра ми е љубовта. Љубовта кон одредени личности, љубовта кон дадено действие, љубовта кон целиот овој живот, значи во магијата на животот. Така да љубовта е се присутна. Кога го одржуваш духот млад, телото може само да го прати тоа и да изгледа вечно младо. Велат дека чевлите се она што жената прво го забележува кај мажот. Дали е тоа така и ако не, што прво маја забележува кај мажот? Така велат? Така велат, да. Тоа е една Така стара америчка изрека. Што прво, знаеш, не можам да кажам дека не го забележувам оној стилизираниот дел, сепак убаво е кога ќе се види стилизиран маж,
Но мислам дека јас прво што забележувам кај еден маж е држењето на телото, насмевката. Сакам ведри луѓе. Сакам да се насмејани, кога зборуваме онака дисоцирано, кога го посматрам. Добро, да, окей, добро. А кога веќе би имала комуникација, многу сакам непосредност, сакам одмереност и духовитост. Многу убаво срочено како дефиниција дојде, да, еден прирачник. Се надевам дека ова го запишувате, да, така. Колку жената треба да му сугерира на мажот кога станува збор за облеката и колку Маја го прави тоа? Маја не го прави. Не, познавајки, ова е нешто лично што ќе го споделам, јас давам сугестии дури кога не треба. Така да позната сум по тоа, некогаш се воздржувам, но тоа не го правам во никој случај со задна намера, тоа е заради тоа што јас по природа сум визуелец, по некоја класификација. И секогаш сакам да е се фино средено, естетски подредено и многу често знам да сугерирам, ама го правам тоа добронамерно и често на мојот сопруг му сугерирам, дали при изборот на облеката или при промена на стилот, но мислам дека предолго време сме заедно и тоа го сваќа добронамерно. Малку на него му е потешко да направи промена од еден стил во друг, затоа што си има веќе свој дефиниран стил, но гледам дека добро му доаѓа кога ќе му сугерирам, ама сугерирам некогаш и не повикано. Освен твојот сопруг, кој што ја користам приликава да го поздравам, мој пријател, навистина е џентлмен, освен него и мене, пошто мораш мене да ме пофали затоа што сум во емисија, се шалам. Дали сметаш дека Македонија има џентлмени и дали би сакала можеби да посочиш некого? Па има. Да, има. Јас сум обкружена барем со неколку. Сега би било неблагодарно да споменам само некој. Има. Имам список, чекај. Така да се радувам. Знаеш, онака, можеби јас имам таква среќа, можеби мојот став е таков, можеби, не знам, мојот настап е таков, но вистина наидувам на луѓе кои што веќе се доследни на тоа што го говорат, затоа што, знаеш, имаш една изрека, не ми зборувај кој си, остави ме сам да си видам. Така да ние може да зборуваме до утре саба, дали е некој џентлмен или не е џентлмен, тоа ќе го воочиме сами при прва средба или при поминато неколку одредено време заедно. Така да и треба на нашата држава џентлмени. Поготово на целиот свет му треба џентлмени, заради тоа што на крајот на денот најферска игра е џентлменската игра. Секогаш. Така да убаво е да си подадеме, да има џентлменска игра, да се подаде џентлменска рака, да се направи џентлменски договор и да се негува џентлменското. Баш ми е мило ете што. Види, не знаеш како викаат, се е до перцепцијата и јас навистина го поддржувам тоа. Како што ти ќе одлучиш да ги гледаш работите, така и ќе бидат. Ти имаш очи за џентлменство и затоа ги гледаш. Јесте дека џентлменството е вид на изумирање, јас тоа го повторувам многу често кај нас, но затоа сме ние тука да и тие заспани џентлмени да ги разбудиме и новите генерации да ги насочиме по патот на кој што треба да одат. Не мора секој пат џентлменот да биде комплетен пакет. Дефинитивно. Доволно е да поседува одредени аспекти, доволно е да поседува одредени карактеристики и тоа е супер почеток. Значи доволно е да се научи еден фер однос, доволно е да се научат убавите манири, да се открие каде е мачката позиција, каде е женската позиција. Знаеш, тоа е почеток на нешто што ќе се развива. Да. Така да секоја чест за вашава емисија, знаеш, охрабрувате, така и да, доволно е, знаеш, вика, ние ќе ги научиме работите ако доволно долго ги слушаме. Така е. Така да, ако доволно долго се провлекува зборот џентлмен, така да можеби ќе испровоцираме кај некој. Да, еве, успешно го правиме тоа. Втора година ќе видиме до каде ќе стигнеме. Кога сме кај џентлмените и нивните особини, која особина ти е посебно драга од џентлменската? Која ми е посебно драга? Храброст. Не знам, многу почитувам храброст. Храброст да се биде тоа што си, храброст да се... Денеска знаеш дека мислам дека најголемиот луксус да си го покажеш сопствениот став и својата автентичност и уникатност. Така да, ако некој џентлмен решил себе се да се представува како џентлмен, тоа пред се не е мала работа. Значи, тоа е голем труд, големо вложување и пред се голема желба. Така да, за секоја промена и за се нешто да се направи во животот, вистина е потребна голема храброст.
и јас многу ја респектирам. Мило ми е. Уште за крај ќе те прашам, што би им препорачала на македонските мажи кога станува збор за однос кон нивните жени? Што би им препорачала? Долга тема и дискутабилна, знам, долга тема. ако Знаеш можеш да како, издвоиш. Видете ги, слушнете ги сопствените сопруги, девојки, жени, бидете тука за нив. Значи некој пат не станува збор дека треба да се направат големи работи. Убавината е во малите нешта. Малите нешта почнуваат со тоа да бидеш слушнат, да бидеш виден, да добиеш поддршка кога треба и да знаеш дека припаѓаш некаде каде што некој ти го чува грбот и тука е на твојата рамо. Така да поддршката, љубовта и сепак на крајот на денот да бидеме едни за други тука заедно. Така е, големината е во малите нешта, не заборавајте. Ти благодарам што ми беше гостинка, Ви благодарам. што ми ја разубави емисијата и овие кадри. Па и ова место, како да ти кажем. Ти благодарам на вистина, се надевам дека ќе продолжиш да го правиш тоа што го правиш така како што го правиш и ќе си го продолжиме разговорот позади камера. Да. На здравје. Значи не можам без утринското кафе, без работа, без добро друштво, без пура и без уживање во вино. И да имам дар за пророкување, и да ги знам сите тајни и знаења, и да имам верба и планини да поместувам, ако љубов немам, ништо не сум. Така вели Библијата. Верувајте во љубов и сакајте се. Останете со мене, Македонската телевизија и Джентлмен магазин. Се гледаме.